Материјалот што следи е значен од неколку аспекти. Зборуваме за спортот, но во позадина изградбата на квалитетни личности, луѓе кои што ќе го носат општеството во иднината. Кошаркарски камп на Црвена звезда. Прв пат во Македонија се организира кошаркарски камп со официјална лиценца на еден вака истакнат клуб од регионот. Во моментов и последнава деценија, па можеби и две, недобриот клуб во регионот, кошаркарски, според резултатите и според оствареното, според програмата, според продукцијата на млади кошаркари. Кошаркарската екипа, односно кошаркарскиот клуб Гостивар Младенска од Гостивар беше неколку дена во Охрид, во извидничкиот комплекс се организира камп 7-дневен за дечиња од ширум Македонија беа присутни таму. Имаше тренери од Белград кои што се обидоа да се вклопат во нашата спортска и општествена филозофија и да ни пренесат дел од искуствата од северот, од земјата на кошарката, па да слушнеме што има да кажат. Секако материјалот го подготви колешката Сонја Рилковска. Екипата на Македонската телевизија во посета на кошаркарскиот камп во извидничкиот центар во Охрид. На оваа тема ќе поразговараме и со организаторите, но и со тренерите од кошаркарскиот клуб Црвена звезда. Разговорот ќе го започнеме со Данило Стоилковиќ, тренер од кошаркарскиот клуб Црвена звезда. Ајде, Данило, кажете ни што е она што ве инспирира да бидете денес во Охрид и какво е влијанието на Црвена звезда во регионот? Па, прво да поздравим и вас и ваше гледалце. Mi smo dobili poziv za saradnju na ovom kampu, što nas je jako iznenadilo s obzirom da retko radimo van Srbije i baš sam bio prijatno iznenađen i ja volim inače da dođem и у Македонiju, и у Охрид, и у Скопје и така дале. Да ве поздравам вас и вашите гледачи. Добивме повик за соработка на овој камп, што не изненади бидејќи ретко работиме вон границите на Србија. Јас секогаш сакам кога имам прилика да дојдам во Македонија и да ги посетам Охрид и Скопје, особено кога има тема кошарка. Јако сам пријатно изненаđен. Не можев да го одбијам повикот, едва и чекав да дојдам тука и пријатно сум изненаден со организацијата на кампот, со тренинзите и пред се од децата. А кампот носи лиценца на Црвена звезда. На што најмногу обрнувате внимание? Па највеći cilj nam je bio da se upoznamo sa radom makedonskih trenera, njihov neki sistem rada što se tiče košarke и да погледамо колико смо... Најмногу обрнуваме внимание на тоа да се запознаеме со работата на македонските тренери, со нивниот систем на работа и да видиме какви сме ние во тој сооднос, да се вклопиме, да се запознаеме и да соработуваме со една цел, да им помогнеме на децата да напредуваат. Наш начин рада, да ми видимо njihov начин рада и пре свега да и тој деци помогнемо да они напредуju у свом неком даљем циљу. Така, Данило, кои се оние техники и методи кои што ги пренесувате во едукацијата кај младите? Па, знате шта, ja mislim da je pre svega mimo košarke najbitnije kakvi su oni ljudi na kraju dana. Košarkaš ne mora da bude svako, ali bi bilo jako dobro da svako od njih bude dobar čovek. Пред се настрана од кошарката, најбитно е какви луѓе се и какви луѓе ќе бидат овие деца. Не може секој да стане професионален кошаркар, но битно е секој да стане добар човек. Нема некаква разлика во балканскиот пристап во кошарката, се врти околу основата на човекот и на спортот. Тоа требаше да им се пренесе за на децата да им биде убаво тука. Мислим да е тоа некако неки циљ да се овде пренесе и да на крају дана тој деци буде лепо што су дошли. За крај би сакала да ве прашам, а каква порака имате до родителите? Зошто нивните деца треба да бидат дел од вакви кошаркарски кампови? Па мислим да пре свега треба да мисле на то колико ќе нjihovi деци овде biti лепо, koliko će se družiti sa drugom decom, upoznavati decu iz raznoraznih klubova. Родителите треба да размислуваат за тоа колку тука на децата им е убаво, колку има дружење и запознавање со деца од својот и од другите клубови, па и со нас нивните тренери од Србија. Ова е едно убаво искуство по кое ќе се вратат дома со убави спомени. Сигурно ќе се вратити куќи sa mnogo lepih uspomena.
Ви благодарам многу, Данило, што бевте гостин во утринската програма на Македонската телевизија. Овде со нас се и дел од организаторите, а тоа е Звонко Михајловски од кошаркарскиот клуб од Гостивар. Ајде, Звонко, да ни кажете од каде дојде идејата за оваа иницијатива да се реализира? Здраво, поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Идејата потекнува од оној момент кога ние сакаме да се развива на повисоко ниво правецот на младинските категории, затоа што беше запоставен. И ова ни е трета сезона како што функционираме со нова организација. Се излезе моментот да го подпишеме договорот со Црвена звезда. Ни пружија рака, ни дадоа шанса, им благодариме јавно за таа пружена шанса и ова ни е прв проект со клубот на Црвена звезда, кај што Така, Охрид е доста популарна дестинација, особено во овој период. Тешко ли е да се обезбеди логистика, храна, сместување, како се обезбедува? Па со оглед на термините кога се одвиваат камповите не е толку тешко. Охрид нуди многу можности, има добри капацитети, сместувачки и спортски терени и така натаму, така да периодот кога се одвиваат камповите Одлично. е пред сезона. Да. Што е примарната цел? Успех на терен, работа со младите, регионален бренд? Па токму така, сите три работи што ги спомнавте се битни. Значи, регионален бренд, соработка со Црвена звезда, нас ни е примерно поквалитетна работа на младите категории, значи тоа значи едукација на тренерите и преку нив поквалитетна работа со младите. Одлично. Каде се гледате Михајловски за 3 до 5 години во однос на соработката со кошаркарскиот клуб Црвена звезда? Па со оглед на тоа дека првава година остваруваме добри комуникацијски релации, добра соработка, еве првиот проект го поминуваме успешно. Се гледаме на некое повисоко ниво од сегашното, во тоа сум сигурен. Ви благодарам многу за одвоеното време. Овде со нас е и координаторот Горан Крштевски. Крштевски, кажете ни што ве мотивира да преземете оваа функција? Добар ден за гледачите на Македонската телевизија. Како координатор на кампот сум веќе втора година. Најискрено најмногу ме мотивираше желбата на управата која како ретко кој клуб во Македонија се грижи за младинската селекција на кошаркарскиот клуб Гостивар Младинска. Поголем мотив за тренер кој веќе 30 на години во кошарката нема, да се подигне нивото на младите и за време на годината, преку годината додека трае сезоната и нормално во овие летни денови кога вообичаено сите одат на одмори, ние те успеавме да натераме некои 50 на деца да дојдат и да се запознаат со дополнителната работа на овој камп. Како се вклопува овој камп во македонската визија за развојот на македонската кошарка? Па ние сме сега некој пример кој би требало некои други клубови да го следат. За жал, за сега ретко кој клуб направил ваква соработка. Секоја чест за управата која стапи во контакт со Црвена звезда и нормално секоја чест за Црвена звезда што одговори еден таков гигант да одговори на нормално еден мал македонски клуб е секако не секојдневие. Меѓутоа и двата клуба најдоа заеднички збор за заедничко место каде ќе може да се судрат знаењата на нивните тренери, на нашите тренери, да се во една соработка целиот бенефит го соберат децата учесници на овој камп. Дали кампот може да се смета за една платформа за младите, за нивниот понатамошен развој на талентите? Секако. Кампот е оној дел од периодот во годината кога децата мора да се запознаат со дополнителна работа, со индивидуални тренинзи, кога треба да дознаат правата кошарка, дека не се тренира само 9 месеци во годината. Тој дополнителен труд ќе им даде бенефиции во текот на следната сезона. Значи, и преку кошарка и преку држењето да се обидуваме од нив да направиме подобри луѓе, подобри играчи и сето тоа како една целина да изгледа многу добро.
За крај би сакала да ве прашам што би им порачале на родителите. Зошто нивните деца треба да бидат дел од вакви кошаркарски кампови? Па родителите треба да се среќни што нивните деца се дел од вакви случувања. КК Гостивар прави несекојдневни напори. Родителите на овие деца од КК Гостивар мислам дека треба да бидат среќни со една ваква управа која превзема неверојатни чекори. Морам да кажам дека тука немаше само деца од Гостивар, имаше и од Штип, од Тетова, од Скопје и дека беше шаренолика сликата на децата од повеќе клубови во Македонија. Одлично. Ви благодарам многу, ви посакувам успеси, уште многу вакви меѓународни и значајни кошаркарски и спортски кампови. Сонја Рилковска беше тоа од Охрид, нашата колешка ни ја пренесе атмосферата. Кажавме, од огромно значење за Македонија е договорот меѓу нашите спортски колективи и успешните спортски колективи од регионот, без разлика на името и презимето на клубовите, и македонски и во ова време сега странски, нели? Дали се тоа не е битно од која земја, се битно е да се искористат позитивните искуства, да се донесе нешто позитивно тука за нашиот спорт да напредува.